многу често се прашувам од каде децата ги учат тие зборови, навредливи зборови, погрдни зборови, за да повредат некој друг. И си велам, добро, може да се најде на интернет, меѓу врсничката група во училиште, интересни им се тие забранети, да речем, зборови или вулгарни зборови, и на тој начин се повредуваат. Но тоа беше, да речеме, првиот дел од кампањата. Сега велиме зборовите може да охрабрат, и тука доаѓаме до една друга препрека, затоа што имам впечаток од, повторно ќе речам, искуството со децата што го поминавме, дека децата не знаат, немаат речник на позитивни зборови. И си размислувам, си велам, што ќе биде поразлично ако кога еден родител се шета со своето дете по улица, низ парк, го носи на училиште, и се обиде за секој човек со кој што ќе се разминат да најдат по еден позитивен збор, по една позитивна карактеристика. Што мислиш, Душо? Што добро поседува овој човек кај него? Која добра, позитивна, убава карактеристика ја носи во себе? Да им помогнеме на децата да размислуваат позитивно, затоа што и кампањата на Мак Патрол како општествено одговорна компанија е токму тоа, ние да изградиме едно општество убаво за сите, без разлика дали е детето жртва или сторител на насилство или сведок, последиците ги носат сите.